Август е месецот во кој државата влезе во нов и досега најголем долг кон меѓународните финансиски институции. Со последната позајмица, сега долгот изнесува 101,5 милиарди денари или 1,65 милиарди евра. Овој долг во однос на ланскиот во истото време е поголем за 110 милиони евра, што значи за само една година за враќање повеќе има 110 милиони евра. Каде води енормното задолжување? За некаде одеме. Тоа е тоа. У дупка. Кратко и јасно. Чим се задолжуваме, а не произведуваме, не бива ништо. Тоа одамна сум и тие кредити што ги дават, ништо за мало стопанство нема. Нигде. Деца. Не сме задоволни од ништо. Загриженоста на граѓаните е оправдана, иако структурата на задолжувањето е концентрирана на две 15-годишни обврзници и во 12-месечни државни записи. Што значи ова? Многу битен момент при задолжувањето е можноста навремено да се отплатуваат доспеаните обврски, ратите од кредитите. Односно, дали ние со домашното производство, односно динамиката и моќта на стопанството, можеме навремено да ги измеруваме обврските што ќе доспеат во идниот период. Сметам дека владата води сметка колку ќе биде годишниот раст на бруто домашниот производ. Има некои прогнози 2,5, 3, 3,5 и на база на тие проекции и параметри, таа прогнозира колку би можело да биде тоа задолжување. Првата транша од сега поземените пари за плаќање стигнува во 2030 година, а втората во 2048 година, кога за наплата стигнуваат цели 520 милиони евра, што е најнова пракса, задолжувањата да се договарат на 15 и 30 години. Но ова не значи дека во меѓувреме оваа генерација граѓани ќе дишат спокојно. Ние веќе имаме земено кредити. Претходните влади и понатаму. И сега проблемот е дали овие сегашни што се на вас можат навремено да ги оплакаат доспеаните обврски преземени од претходната гарнитура на власт и дали пак наредната гарнитура, ако се дојде до промена на власта, ќе може да ги исплаќа кредитите што сега ги земаме. Од овие кредити што се земаат не се со краток рок, тие се сигурно на 10-15 години и така натаму. Овој мал трик на секоја актуелна власт ја овозможува правдање дека враќаат пари кои тие не ги позајмиле, а задолжувањата на 15 и 30 години за нив како и да не постои. Се троши сега, а ќе го враќа некој друг.